Моја денешна соговорничка Данча Азманова-Мирчевска, која што е основач на платформата Working Mom, но и за прв пат пишува сликовница, па токму тоа е и поводот како авторка овој пат така нима во Здраво Македонија. Време е за дар. Данча, добро утро и добро ни дојде во Здраво Македонија и Канал 5 телевизија. Добро утро, Бисера, навистина се радувам за поканата. Така. Време е за дар. Сликовница, за прв пат пишуваше сликовница за деца, имаш и детенца, па верувам дека и детето ти било инспирација, но ајде ќе почнеме од почеток. Која беше идејата за пишување на оваа твоја прва сликовница? Идејата се роди со тоа што ние како родители постојано се стремиме да внимаваме и да го лимитираме времето што нашите дечиња го поминуваат пред екраните, било да е тоа мобилен телефон, телевизија и таблет. Меѓутоа, зошто истото правило не важи за нас? Зарем тоа не се двојни стандарди? И многу често ние се фаќаме како им кажуваме на дечињата само 10 минути смееш да гледаш, само 20 минути, само 30 минути, меѓутоа ние кога ќе стигнеме до телефонот, ние можеме со сатови да скроламе, не престануваме, значи не може за дечињата да има лимит, за нас да нема лимит, тоа навистина не е фер. Дополнително многу пати си играме со детето, ќе ни стигне некоја нотификација, некој ни лајкнал пост, некој ни коментирал, ние веднаш ја прекинуваме играта и скокаме да провериме што прават нашите виртуелни пријатели кои што, еве да бидем искрени, можеби ако ги сретнеме на улица нема ниту да се препознаеме, камоли да се поздравиме. И всушност имаше и неколку истражувања кои што ја подкрепуваат тематиката на книгата, кои што се од универзитети во Мичиген, Пенсилванија и Харвард, кои што покажуваат дека најголем непријател за тоа зошто ние не сме толку поврзани со децата се всушност нашите мобилни телефони, а не уредите што ги користат децата. Затоа што нашите дечиња тие не бараат од нас ние да сме совршени родители, туку сакаат само да бидеме присутни, да им посветиме време, да им посветиме внимание и токму и тоа е целта на сликовницата. Значи да си посветат внимание едни меѓу други родителите, децата и целото семејство, нели, кој со кого живее. Сметаш дека читањето на приказни е исто така убаво и квалитетно поминато време со децата? Да, апсолутно. Читањето приказни, освен тие сите придобивки што ги има, кои што сите ги знаеме, има една многу фантастична придобивка за која што неодамна дознав, а тоа не може да се види со голо око, туку многу невронаучници го имаат тоа дознаено откако ги скенирале мозоците на родителите и децата како што читале. И всушност таа придобивка значи дека кога родителот и детето ќе седнат да читат и кога детето ќе се фокусира на приказната, нивните мозочни бранови се движат во исти ритам. И тоа значи дека детето не само што слуша приказна, ужива во приказната, туку едноставно се синхронизира на еден многу фантастичен начин со личноста на која што му ја чита таа приказна и на тој начин неговото мозоче расте и се развива и сметам дека тоа е навистина мокневе, дури се најажив кога го кажувам ова. Да, значи дека сите треба да читаат приказни, баби, дедовци и другите членови на семејството, не само родителите, па на тој начин и ќе се развива мозокот побрзо, како кажа, на детето и воопшто ќе се поврзат помеѓу себе. Време е за Даро, која Даро, Данча? Даро е едно мало, тажно, осамено детенце, кое што го сака вниманието на своите родители. Меѓутоа, кога и да ги повика да си играат со него, неговите родители се зафатени со телефоните во рака, ги прашува да си играат, мајката кажува морам да платам сметки, чекај да се јавам на клиент, таткото кажува има мејлови за праќање, почекај уште 5 минути, почекај уште 5 минути и всушност поминува времето, а детето само сака да си игра со своите родители и е навистина тажно и разочарано и се прашува зошто дигиталните уреди на мама и тату се многу поинтересни од него, поинтересни од играта со него. Ја сватат ли на крај пораката родителите дека поминува времето и како што каже и ти, повеќе време посветиле на телефоните? Даро е детенцето, така? Даро во меѓувреме расте, се развива, тие не се присутни. Ќе сватат ли каков е заклучокот? Ќе се разбудат ли на некој начин родителите? За да се разбудат, ќе им дојде на помош едно крзнено пријателче, кое што ќе биде многу магично, ќе направи неколку магични сплетки во семејството, ќе им покаже што е она што е најважното, а тоа е квалитетно време поминато со семејството. И ова всушност е повеќе и сликовница за родители и сметам дека
тоа е зошто сликовницата е малку поразлична од другите сликовници, затоа што да, напишана е за деца, има навистина сладки, интересни, вивидни илустрации од талентираниот илустратор Кристијан Јовановски, меѓутоа пораката е за родителите и неколку родители кои што уште пред да се објави сликовницата ми пристапија бидејќи сака да ја прочитат, ми кажаа дека кога ја затвориле последната страница солзи им течеле и тоа многу добро ми кажува дека сум допрела онамо каде што треба и сум помогнала некој да се освести. Да, така и завршува. Има, ајде да не ја читаме, но накратко само вели заедно создавајте спомени што ќе ги паметите, верувајте вашите деца ќе ви бидат благодарни за тоа. Ова е посветено за драгите родители на крај и верувам дека оние кои што ќе ја прочитаат сликовницата, не само родителите, рековме и другите членови во семејството, да се тргнат од технологијата и уредите и повеќе време да им посветат на децата, иако знаеме во какво време живееме, брзаме, особено еве за време и на празниците и сакаме се да постигнеме, но барем на кратко да им се посвети време на децата. Тоа сигурно го имаш забележано и преку твојата платформа Working Mom, каде што делите многу совети, правите дружби со родителите и децата. Верувам дека и оваа сликовница ќе придонесе на некој начин да се разбудиме сите ние како дел од општеството и родители на децата. Да, токму тоа е целта. Всушност сликовницата има две цели. Едната од нив е да освестување на родителите затоа што времето со нашите дечиња, кога тие се уште се мали, е навистина кратко и тоа е минливо време и затоа ајде да го оставиме телефонот на страна, може да скроламе кога дечињата ќе заспиат или кога се во градинка или во училиште, едноставно да бидеме присутни со нив, да ги погледнеме во очи, да уживаме во играта со нив. Затоа што да, се е минливо и дур да трепнеш дечињата ќе пораснат, ќе отидат на факултет. А втората порака исто така многу важна што сакам да ја пренесам со оваа сликовница е дека има многу куќиња низ локалните стационари ширум земјава и мојот апел до родителите би бил да не купуваат куќе, туку да вдомуваат, затоа што многу куќенца едва и чекаат да бидат топло добре дојдени во нечи дом. Среќна нова година, Данча, многу успеси, многу среќа и сега се гледаме во 2026 година. Фала ви, среќни празници и на вас се гледаме.